Се враќаме во студиото. Првиот гостин за денеска, темата е USAID и проектот Здружи се за заедницата, извештај за проценката на капацитетите за самоодржливост во избраните општини во Македонија. Сандра Анастасовска на оваа тема, проектна координаторка, е гостин во емисијата Македонија наутро. Добро утро. Добро утро, добро најдов. Добро ни дојдовте во студиото, да. Прво да појасниме со што се занимавате вие? Така, Connect всушност е граѓанска организација која работи како сврзна алка помеѓу граѓаните, донаторите, компаниите и заедницата за да реализираме добробит и развој во заедницата. Беше помина промоцијата на проектот на USAID, Здружи се за заедницата, па како помина промоцијата и која е целта на овој проект за кој што практично денеска гостувате? Така, настанот помина одлично, се случуваше вчера. Всушност, самиот проект Здружи се за заедницата е токму активност каде што граѓаните, граѓанските организации на локално ниво заедно се здружуваат за да ги реализираат потребите на заедницата и да си ги бараат своите решенија. Всушност, кога разговараме за решенија, нашата цел како Connect тоа се стремиме е граѓаните сами заеднички да ги лоцираат своите проблеми, своите потреби и потоа самостојно во самите заедници да се сврзуваат за да ги направат тие решенија. Тоа значи дека никогаш чисто сме апатични, чисто не сме доволно вклучени во заедницата, чисто сметаме дека некој друг треба никогаш да ни ги решава проблемите, па тоа го бараме и пред институциите, пред општините или пред донаторите, па од таа насока сметаме дека тоа треба да се минува. Всушност, самите одговори на сите работи се ние да почнеме изворно заедницата, да ги лоцираме проблемите и да си ги решаваме, а тоа можеме да го направиме доколку сите заедно се здружиме и доколку сите заедно ги наоѓаме решенијата. Филантропијата се препознава во вашата работа и тоа е можеби најтешката форма на човековото постоење, затоа што е активен напор да се промовира благосостојбата на човекот. Во денешно време тоа е многу тешко да се спроведе оваа дефиниција. Прво, дали и колку луѓето кај нас ги препознаваат вашите активности и се вклучуваат во истите? Па така, всушност, како што кажавте, филантропијата е одеднашна, всушност и Connect тоа го работи да помогне и на граѓаните и на компаниите да донираат во својата заедница и тоа да го прават секојдневно. Истражувањата ни покажуваат дека кога разговараме за филантропија, никогаш викаме дека тоа треба да биде оставено на богатите и на оние кои имаат повеќе средства, но всушност филантропијата е токму тоа секој граѓанин да може да одвои од своето време, од своите ресурси и да врати во заедницата. И токму истражувањата ни покажуваат дека токму граѓаните си на светско ниво си оние кои имаат и помалку ресурси процентуално повеќе вложуваат во својата заедница и ние токму тоа сакаме да го промовираме, сметаме дека секој има еден универзален порив каде што сакаме да вратиме во заедницата, но тоа треба да го направиме на планиран начин, на начин кој стратешки ќе ни помогне да вложиме таму каде што сакаме. Доколку, например, јас сакам да вложувам во животната средина, треба да најдам граѓанска организација која тоа го прави изворно и заедно да го направиме тој начин полесен и да го возможиме животната средина на подобар начин. Така да всушност Connect ги сврзува тие алки во заедницата, секој што сака да направи нешто за заедницата да се пронајде како тоа да го најде. Се појавуваат ли општествено одговорни компании кои што имаат ресурси, кои што имаат средства, кои што знаеме дека екзистираат и тоа солидно, многу солидно на нашиот пазар? Има ли такви компании кои што сакаат да се вклучат во оваа работа? Да, во Македонија баш имаме домашен ресурс и потенцијал за донирање. Имаме компании кои донираат. Истражувањата покажуваат дека и оние што донираат никогаш и тоа не го објавуваат формално поради процедурите и формалностите околу овој процес. Connect работи на тоа да го улесни овој процес заедно со институциите, да може донирањето да биде поедноставно и да може повеќе да им служи на граѓаните и на компаниите. Работи со компаниите го зајакна тој дел, поради тоа што од една страна
самата компанија, иако генерира профит, сепак целта треба да биде и да го врати тоа и да биде дел од нејзините активности да бидат да врати во добробита на општеството. Па оттаму работиме доста со компаниите, имаме потенцијал и во наредните 5 години тој потенцијал ќе го зајакнеме и на локално ниво, каде што компаниите ќе можат да донираат повеќе и да реализираат повеќе активности заедно со граѓаните на локално ниво, поради тоа што компаниите треба да функционираат во нашите заедници, тие не се самостојни, поради тоа што доколку имаме граѓани во заедницата кои не се заминати, доколку имаме квалитетен живот, доколку имаме повеќе граѓани кои ќе ги користат ресурсите на компанијата, толку компанијата ќе биде поуспешна. Па оттаму тоа е една алка каде што заемна врска, заемна врска, точно. Системски решенија, систематски решенија велите дека се потребни за да се обликува и да се поттикне отпорноста на заедницата и да се негува нејзината самостојност. Како тоа треба да се спроведе? Да, разговараме за системски решенија, всушност и самото истражување на настанот ни покажа дека имаме потенцијал, дека институциите и граѓанските организации од една страна соработуваат, а од друга страна немаме многу голема соработка со бизнисите и од друга страна бизнисите и локалните институции не соработуваат доволно. Па од тука системот е всушност да ги поврзиме сите овие чинители заедно да функционираат во наоѓање на решенија, граѓаните, граѓанските организации, институциите и бизнисите. И токму тоа е моделот, всушност како од една страна на локално ниво да работиме, а од друга страна тоа да биде системско и да функционира баш како меѓусекторска соработка. Со текот на времето, поради повеќе причини, врските меѓу различните сектори, институции, граѓанско општество, бизнис и медиуми и слично, слабеат и тука практично граѓанинот го губи механизмот со кој што може да направи една заедница да биде подобра. Се работили на овој план за будење на свеста кај луѓето и за константно држење на свеста на високо ниво за овој сегмент од постоењето и од функционирањето. Така, значи самиот проект Здружи се за заедницата всушност е токму тоа, да ги активира граѓаните на локално ниво и да потоа заедно со нив креира решенија. Кога збориме како тоа ќе го направиме, ние имаме неколку модели кои ги креиравме во самиот проект и кои со нетрпение очекуваме во наредните 5 години заедно со институциите и локалните организации да ги спроведеме. Ги креираме локални акцијски јадра на локално ниво. Соработуваме првично со 6 општини: Охрид, Гостивар, Гевгелија, Струмица, Шуто, Ризари и Чаир, и во таа насока заедно со нив во тие општини ќе креираме локални акцијски јадра кои ќе бидат токму точката за мобилизирање, активирање на граѓаните на локално ниво. Тие ќе ги лоцираат потребите на граѓаните, ќе ги повлечат граѓаните заедно со нив да работат на решенија и потоа ќе дојдат до тие решенија заедно со компаниите, со локалните ресурси. Овие локални акцијски јадра сметаме дека се клучна точка за активација и секогаш викаме дека сакаме да помагаме, ама никогаш и не знаеме како тоа да го направиме. Всушност, со локалните акцијски јадра ние ќе овозможиме тоа да се случува на терен, во општините, и тие локални акцијски јадра да ги активираат граѓаните и да најдат заедно со нив решенија. Тоа ќе го правиме преку неколку алатки. Комунити, тоа е платформа за граѓанско учество. Во моментов се уште ја тестираме заедно со општините, но веќе од средина на септември ќе биде пуштена во употреба. Таа ќе овозможи интеракција помеѓу општините и граѓаните на локално ниво за потребите и решенијата на локално ниво на граѓаните. Тоа значи дека доколку некаде сметаме дека треба да имаме некој решение во однос на активности што не, например, сакаме да го исчистиме паркот, ќе напишеме на самата апликација и ќе речеме ајде да се собираме сите граѓани кои сакаат тоа да го правиме утре, и преку самата комунити апликација ќе може граѓаните тоа да го направат. Од друга страна и самата општина ќе може да се вклучи, поради тоа што ова ќе биде баш активност помеѓу општината. Тоа беше следното прашање. Да, граѓаните во ред да се активираат, меѓутоа успевате ли со авторитетите да најдете заеднички јазик со локалната самоуправа, бидејќи главната помош треба да ви биде токму од таму? Па видете, ние сметаме дека сите
подjedнакво треба да бидат вклучени и општината. До сега потпишавме меморандуми за соработка баш токму вчера на настанот со сите партнерски општини, со градоначалниците на општините и некаде и секретарите на општините беа присутни, но всушност сите подjedнакво сакаме да бидат вклучени во самата активност, поради тоа што граѓаните на локално ниво и локалните акцијски јадра се токму оние двигатели на самите потреби, на самите решенија, но ништо не може да направиме без општината и без бизнисите кои треба да се вклучат во таа заедница. До сега имаме добра соработка и се надеваме дека овој модел кој ќе го креираме во овие 6 општини ќе можеме потоа да го реплицираме и во други општини во нашата држава и ќе видиме. Се надеваме на убава соработка. За жал во ова современо време 2023-21 век веќе зема замав. Се уште во Македонија постојат рурални општини. Се уште во Македонија постои диспаритет меѓу општествениот живот, иако е тоа на многу мал простор. Дали овие проекти ваши и овие залагања помагаат за развој на тие рурални општини кои што се наоѓаат во Македонија и каков е фидбекот од таму? Па токму тоа всушност дружи се за заедницата. Ние сакаме да видиме пред се на локално ниво. Проектните активности токму затоа и се направени на 4 јазици, всушност сите оние јазици во општините. Би сакале ние да потикнеме активности на локално ниво, поради тоа што знаеме дека дури во нашата традиција е токму тоа да заеднички да ги решаваме проблемите. Порано сме имале многу повеќе искуство на ајде да изградиме училишта заедно, или ајде да изградиме куќи заедно, или ајде да им помогнеме на комшиите да направат нешто подобро. Тој порив си го имаме во нашата држава. Во текот на годините можеби од различни причини се помалку го користиме и целта ни е токму тоа да го вратиме тој порив кај граѓаните на локално ниво, да им помогнеме малку да ги зајакнеме општините и да се развиваат во однос на тоа што е современо општество денеска, преди тоа што имаме стварно убави општини, убави мал, убави заедници, рурални и урбани и треба да им посветиме малку внимание за да може достојно луѓето да живеат во нив. Кај нас убавината е во диверзитетот, така сакаме да кажеме да. Од она што се гледа како алатка кој што ќе се обидете да го спроведете со цел да се подигне свеста кај луѓето, се и локалните награди за филантропија и оддавање јавно признание на локалните успешни приказни, ќе се поттикнели со тоа? Сакаат ли луѓето да бидат наградени? Има ли филантропи кај нас? Видете, всушност дел од фотографиите се од вчерашниот настан, но дел од фотографиите се од нашиот донаторски кружок. Ова лето ни беше зафатано, па токму и тој настан го организиравме. Тоа е настан за индивидуална филантропија, каде што граѓаните се поттикнати на да донираат на одреден настан за 3 граѓански организации кои ние претходно ги мапираме, кои се приклучуваат на повик и ги селектираме за да може да ги представат своите иницијативи. Оваа година ги имавме иницијативите на 3 граѓански организации всушност кои се вклучени во социјално предприемништво, Друженијето Inequality, Еко-Вита Неготино и Друженијето за церебрална парализа Велес, но всушност тоа што сакав да го кажеме дека со тој настан собравме повеќе од 12.000 евра, каде што граѓаните индивидуално си донираат за овие 3 организации да може да ги спроведат своите активности. Тоа значи дека и граѓаните имаат потенцијал, но и токму и компаниите на локално ниво со истражувањето нотиравме значајни поддршки на локално ниво, каде што компаниите вложуваат во самите заедници и тој потенцијал треба да го развиваме и треба да го препознаеме и всушност да го наградиме во смисла на тоа дека секој треба да се чувствува добро за тоа што го прави за својата заедница и да поттикнеме што повеќе компании да го прават тоа. Всушност затоа им се наградите, ќе правиме локални донаторски кружоци на локално ниво и ќе даваме токму и награди за филантропија, преди тоа што сакаме да поттикнеме што повеќе компании да го прават тоа. Во секој збор искажан во овие 15 на минути го имаше одговорот на ова последно прашање, меѓутоа уште еднаш да финишираме кој ќе оствари придобивка и кој остварува придобивка од вашата активност? Така, пред се граѓаните, сите граѓани, тука би сакале да работиме со младите,
и со жените, и со граѓаните со попреченост. Имаме различни алатки, токму и комунити. Сметаме дека алатка која на граѓаните со попреченост ќе им помогне да комуницираат дигитално со институциите. Од друга страна, нормално жените ги вклучуваме во сите процеси, токму со нив би сакале да работиме активно во овој период. Компаниите, поради тоа што всушност, колку што кажав, компаниите и активностите што ги правиме со нив треба да им се вратат потоа назад во заедницата, па тие не се наши исто целни групи, институциите, преди тоа што ги развиваме институциите и ова модел кој што го креираме заедно со нив, ќе може да им донесе многу повеќе бенефити на локално ниво и да си ги развиваат своите заедници со сите граѓани, всушност и дури со институциите на национално ниво, преди тоа што со нив ги менуваме регулативите на подобро и сметаме дека сите заедно можеме да придонесеме. Сите заедно, тоа беше одговорот што го чекавме. Така. Благодариме Сандра Анастасовска, беше тоа проектна раководителка на проектот на USAID Здружи се за заедницата. Ве чекаме повторно со нови вакви филантропски содржини. Фала ви многу.